Господин Елвис Мети, пред да го продолжиме разговорот во утрински брифинг, едно огромно извинување за терминот кој што го доцниме, меѓутоа реков дека ова е жива програма. Нам ни остануваат некои десетина минути да го затвориме брифингот со тема која што ја посветуваме на правата на ромското население. Имено, добро утро пред се, господине Мемети. Благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Пред да продолжиме со разговорот, треба да се напомене дека се одбележува Светскиот ден на ромите. Меѓутоа, оно што е најзабележително пред извештајот на Amnesty International кој што излезе вчера, каде што пишува за дискриминацијата која што ромското население ја претрпува во државата. Можеби најголем пример на дискриминација или сегрегација во контекст на ова е кога постоеше оној карантин за луѓето што се враќаат од државата на почетокот на пандемијата. Еден конвој од 200 лица кои што се враќаа од Италија, речиси целиот број на луѓе беше кантанизиран во своите домови, освен 9 роми музичари. Господине Мемети, вие како советник во владата со прашањата со ромите, го проследивте тој случај тогаш? Како реагирате на тој случај? Добро, благодарам за прашањето, да искористиме приликата на граѓаните на Република Северна Македонија, да им го честитаме Светскиот ден на ромите. Ова е значаен ден за ромската заедница и нека ова елемент ги бактало овтото апел. Во однос на вашата констатација или констатацијата на оно што е забележано во извештајот на Amnesty International, за поздрав е тоа што извештајот ги нотира сите индивидуални случаеви кои што треба да видат и се патока за институциите како треба соодветно да постапуваат. За нас е многу порелевантно како нашите институции со тоа се справуваат, дали има постапка и процес кој што е соодветна. Или пак конкретно, ако сакате, секоја криза ваѓа најслабите страни и најслабите вредности кај луѓето. И такви индивидуални случаеви, за жал, ги има и не треба да се прошируваат. Уште на самиот почеток, токму така, како што кажавте, тој карантински случај што имаше на дешавка, уште од почетокот на самата криза. Во март некаде беше. Да, така. Го следевме и веднаш излеговме со реакција и со соодветна постапка. Јас верувам и сакам да верувам, да се убедувам себе си и нашите граѓани дека тоа не е направено со намерна интенција, него тоа е дел од општата паника и постапките кои што не соодействуваат, без разлика дали се работи за криза, за пандемија и така натаму. Ние треба да останеме разумни, вредни и институциите треба да ги завршуваат своите обврски. Институциите треба да ги завршат своите обврски, но ромите претрпеа дискриминација и при пристапот до финансиска помош во време на COVID-19. При тоа многумина добија финансиски пакет, а ромите добија повремени хуманитарни пакети, и тоа претежно од невладени организации кои што објавуваа на своите профили на социјалните мрежи, а и на пресконференции. Секако, вие, господине Мемети, кога разговарате со луѓето од владата и кога ќе ги посочите, бидејќи се надевам секако дека ги посочувате овие проблеми, каков фидбек добивате? Имаме ние национална стратегија за интеграција на ромите и така натаму, таа постои на хартија. Во пракса, што се случува? Добро. Јас дозволете ми да не се согласам со вашата констатација. Сигурно. Имено не од аспект на тоа дека не постои дискриминација. Дискриминацијата е резултат на
онаа свест која што владее во општеството. Дека ние имаме ниска свест во рамките на општеството во кое што живееме, не е ништо ново во рамките на моето адресирање. Меѓутоа, не се согласувам со вас дека во рамките на корона кризата или мерките кои што беа превземени, ромите не беа дел од нив, затоа што уште на самиот почеток се обидувавме максимално да бидеме на терен, бевме на терен, ги следевме во споставувањето на оние мерки, пристапот и оние вообичаени проблеми со кои што се соочи целокупното население, беа дел од проблемите со кои што се соочи и ромското население. Или ако сакате конкретни факти, ние бевме сведоци, конкретно бе вклучен во креирањето и во предлозите на дел од мерките, или конкретно во самата бескаматна кредитна линија која што владата ја промовираше негде на почетокот од декември, со видовме максимално и ромските бизнисмени и ромските предприемачи да бидат дел од тоа и се дел од таа програма, оние што аплицираа и ги исполнува условите, добија можност да бидат дел од таа ковид мерка. Од друга страна, за прв пат владата формира и еден мечинг фонд кој што досега во историјата на државата го нема. Значи тоа е еден долгорочен фонд кој што треба да придонесе за економско зајакнување на заедницата. Ако ми зборувате ако зборуваме за дел од платежните картички, дел од сите оние мерки кои што беа, јас сум сведок на многу од заедницата кои што ги користеа тие мерки. Дозволете, ова не беше мој, ова е заклучок на Amnesty International, а по повод Меѓународниот ден на ромите 8 април, Комисијата за заштита, за спречување и заштита од дискриминација констатира она што и ние во утрински брифинг го имаме неколку пати третирано, во најголемата ромска општина во државата се уште нема матичен гинеколог. Речиси 85% од ромките не посетуваат редовно матичен гинеколог. И во однос на тоа, кога се работи за едно елементарно право, што може да зборуваме за еден напредок на правата на ромите, господине Мемети? Видите, никако не би сакал да го минимизираме, особено во овие услови на пандемија, значењето на здравието на сите нас. Јасно. И чувањето, почитувањето на протоколите. Веднаш, значи се работи за еден процес во кој што дел од практичните лекари во овој период заминуваа на пензија. Имаше барања, нови огласи за концесионери и мислам дека вчера министерот Венко Филипче објави дека е најдено трајно решение и со проблемот за матични лекари, а и предходно со гинеколошката ординација. Имено, Министерството за здравство донираше, ја опреми и ординацијата е веќе функционална. Има гинеколог кој што ќе работи, а и според објавата на министерот Венко Филипче после 6 неуспешни обиди за закуп на ординација за матичен лекар во амбулантата во Шуто Ризари, се доби конечно апликација на 7-миот оглас од привитна поликлиника која што аплицира и планира закуп на ординација. Тоа е еден процес, за жал тоа е процес кој што како поставка мора да се спроведе. Наша должност е да направиме се оние барања и сегменти кои што се произлегуваат од граѓаните да бидат достапни. Исто така имаше и слух за барањето за отворање на тест ковид центар во амбулантата, каде што повторно Министерството за здравство излезе во пресрети на тоа барање, се со цел граѓаните од општина Шуто Ризари да не мора да одат во соседните општини, него запазувајќи ги сите протоколи да го направат тоа во поликлиниката Шуто Ризари. Мене ми е жал што 30 години и подолго амбулантата во Шуто Ризари на вистина е запоставена и тука немам јас контра аргументи, меѓутоа исто така сведочиме за дел активности кои што се во тек или се прават се со цел да се подобрат условите. Знам за неколку тендерски поставки кои што
треба да го во рамките на самата амбуланта треба да се воспостави рентген оделение, треба да се реновира детското оделение во амбулантата, а и во склоп сме со барањето за воспоставување на управител во рамките на самиот здравствен дом. Сегментот, повторно се враќам на ова прашање, затоа што здравствениот дом по рамките на систематизацијата е во рамките на поликлиниката Чај и нормално менаџирањето со целата поликлиника има директор кој што мислам дека треба одговорно да се спроведува, особено во овие услови, својата задача за која што е платен од граѓаните. Така. Елвис Мемети, советник во владата за прашањата поврзани со ромите, ви се извинувам уште еднаш за поместениот термин и ви благодарам на одвоеното време за овој разговор. Благодарам и честит 8 април. Секако и кога се ромите во прашање, ние може уште наредните 2 часа да разговараме за прашањата, меѓутоа и стратегијата како да се подобрат условите секако за ова маргинализирана заедница секако.